Можам со задоволство да потврдам дека Македонија дефинитивно во рамките на Меѓународната воздухопловна федерација има добро и заслужено место и е почитувана од аспект на сите структури, почнувајќи од комисиите за моделарство, за моторно летање и за сите други дисциплини кои што ги практикува Воздухопловната федерација на Македонија и кои што се секогаш на календарот на меѓународни настани. Значи, почнаме со модели за слободен лет, продолживме со дронови, продолживме со летање со воздухопловни едрилици, значи прецизно летање, каде што се одржуваат куп надпревари, регионални куп надпревари. Се надевам дека во иднина и моторното летање ќе си го завземе своето место, поради тоа што веќе имаме една нова млада генерација на пилоти, кои што можат добро да се носат и да постигнуваат тврдни резултати во областа и на аерорели летањето, меѓутоа пред се во прецизното летање. Јас сум задоволен ради тоа што нашиот ентузијазам на за 25 години и желба да излеземе на меѓународна сцена е успешен ради тоа што минатата година реализираме 25 години од организација на Светскиот куп Прилеп, трофеј на Прилеп, што е за нас големо достигнување, меѓутоа и во светот воопшто ради тоа што таков континуитет на организација на меѓународни надпревари е редок. Вкупно Светски куп надпревари во светот има меѓу 40 и 50, голем дел се во Европа, и заслуженото место е наше ради тоа што присуството на илјадници спортисти во овие минати 25 години по странство, успешната организација од страна на нашите активисти и пред се големото внимание наше во однос на странските спортисти предизвика да сме и почитувани, меѓутоа и секојаш да се чувствуваат добро дојдени. 25 години значат големо искуство за нашите спортисти пред се, ради тоа што она што претходно значеше едноставност во летањето, посебно со воздухопловните модели, постигнување на слаби резултати, општо мерејќи према меѓународните стандарди, овие 25 години доведоја и нашите спортисти да бидат рамо до рамо до светските стандарди и еве задоволен сум што веќе минатата година тоа го докажа. Го имаме и првиот во светот, јуниорот Лука Најдовски е победник во генерален пласман во Светскиот куп Воздухопловна федерација. Не само што е прв меѓу јуниорите, туку тој веќе високо котира и во сениорска, односно вкупна конкуренција. Во конкуренција на најмалку 300 надпреварувачи, тој е 13-ти. Во сениорска конкуренција зборувам. Значи, задоволството е големо, да, задоволството наше е големо од она што го вложивме минатите години, минатите 25 години. Како резултат на успешните досегашни наши ангажмани, рачунајќи ги тука и организацијата на 5 светски и европски шампионати досега, од 2016 година до 24-та, Меѓународната воздухопловна федерација ни даде доверба, да не речам големо внимание од нивна страна, меѓутоа и доверба општо со надеж дека ние имаме капацитети веќе и потенцијали, и кадровски, и просторни, да може да организираме 2 шампионати истовремено. Значи, оваа година е предизвик за сите нас, предизвик за општината, за државата, меѓутоа пред се на организациониот тим кој што ги организира овие шампионати. Имаме организација на светско јуниорско и европско сениорско првенство. Значи, тоа вкупно ќе биде во трајање од околу 11 дена. Прилеп ќе биде буквално под спортска окупација тие денови.
очекуваме некаде најмалку 45 репрезентации од цел свет. Веќе се најавени Кина, Америка и измеѓу сите скоро европски држави. Очекуваме околу 450 до 500 присутни, не рачунајќи ги техничките и помошните персонали на репрезентациите. Ќе се одржат надпреварите од 26 јули до 2 август. Меѓутоа, како пред надпревар, секогаш по традиција се организира светскиот куп Прилеп, куп трофеј на Прилеп. Значи 24-25. Очекуваме веќе од 23 јули, значи до 3 август, спортистите да бидат тука. Поради сложеноста на организација на вакви светски европски првенства, потребна е уредена надворешна површина, значи ова се надпревари кои што се одржуваат на надворешен терен, во летни услови, во големи жештини. Оваа година организацијата на шампионатите ќе се одвива на теренот во покрај село Веселчани, кој што треба да го уредиме, треба да биде еден мал град, тие 10-11 дена, кај што ќе циркулира толку голема бројка на спортисти и помошен персонал. Тоа е голема обврска, се надевам дека ќе успееме и со помош на општината, државата, фирми одредени кои што се надевам ќе помогнат сето тоа да го средиме. На ниво на светски рамки, конкретно воздупловно спортско моделарство и по-конкретно модели во слободен лет, кои што ги организираме ние, е најмасовна спортска дисциплина. Ја има во цел свет, има илјадници учесници и поради тоа е многу тешко да се дојде до врвот. Од тие причини успехот на нашиот спортист Лука Најдовски е престижен, одличен, баш ради конкуренцијата која што е навистина многу јака во овој спорт. Јас сум Лука Најдовски од Прилеп. Со овој спорт, воздухопловно моделарство, се занимавам веќе 5 години, односно од 2021 година. Не. На почетокот изработивме ја и татко ми еден модел, но потоа се префрливме на модели кои се веќе изработени. Сега имаш најголеми достигнувања. Што? Моето најголемо достигнување, односно достигнувањето во 2025 година, го освои светскиот куп на воздухопловно моделарство едрилици, односно категорија F1A во јуниорската конкуренција. Каде се одржа? Тоа беше збир на меѓународни надпревари кои се одржуваат на различни места низ Европа. Почнавме од Романија, па имаше во Србија, во Бугарија, да, имаше на повеќе места. Што е тоа што те привлекува и од каде љубовта? Едноставно од рана возраст ме привлече воздухопловството и генерално авиони и се што е поврзано со летање. И така ми се јави голема љубов да можам да бидам член на овој спорт. Овој спорт ми донесе уште поголема желба ја да работам и да истражувам во воздухопловството, да бидам член и на овие спортови, да се запишам во училиште кое е само за воздухопловство и ми даде некои цели во животот кои сакам да ги остварам. Па ја сега во овој момент учам во Белград, во воздухопловната академија и таму сум во смерот за авиотехничар, односно механичар за авиони и сервис и контрола. И би сакал да продолжам на тој смер и да бидам член во тој дел на воздухопловството. Па видите, јас почнав 73 година, на 16 годишна возраст, да бидам член на аероклубот Куманово и на 17 години завршив
едричарска обука, на 18 години завршив на обука на авион и 75 година и од тогаш до ова година интензивно летам, секоја, мислим, тие 50 години професионално работам и како пилот и еве со 1 октомври ова година завршив со кариера. Што се сте управувале како пилот до сега? Па, до сега сум управувал на скоро 24 типа на авиони. Работев како пилот-инструктор, работев во земјоделска авиација инструктор, екзаменер за испити на пилоти кои полага за дозволи, овластувања за инструктор и така натака. Има ли интерес кај младите и што им порачувате? Па има интерес кај младите. Што им порачувам? Кога ќе почнат да учат за обука на авион, треба и да завршат за обука. Професија како професија е многу убава, што бара многу финансиски издатоци за да се стигне до некој степен кај ќе може професионално да работат. Државата во последните 30 години крена раци од финансирање на вазгопловството во аероклубовите, која беше база за обука на пилоти и кадри да излегуваат во Македонија. Ја ќе ви кажам еден податок, кога се осамостоивме од Југославија, во Македонија имаше 193 пилоти. За денеска слободно може да кажам дека има 40, дали 40 има. Ако државата не финансира ова, кој финансира? Самите кандидати кои се обучуваат за пилоти. Само тие финансират. Никој друг не финансира. Војската направи една селекција и една обука пред неколку години. Од 200 кандидати само 8 завршија. Од нашето искуство треба да се активират аероклубовите, која е база за кадрите што ќе излегуваат, не да дојдат у ситуација да нема пилоти за гасење на пожари, да нема пилоти за војска. Цела таа политика се водеше последните 35 години, еве ви го кажав. И државата треба да преземе на ниво да може да секој аероклуб има 5 школи во Македонија, тие 5 школи секоја година да вадат по 5-6 едриличари, од кои едриличари тие 30-40 едриличари кои ќе се во Македонија, следната година може да бидат 5 или 10 пилоти кои може да се обучуваат. И тоа државата да си го финансира. И да не дојде у ситуација да нема пилоти во државата. Него треба да има нон-стоп, да има кадри. Тоа така е било и така треба, само така. Иначе луѓето еден пилот да се школува, да дојде на ниво да може да гаси пожар или да лета било кого, треба 100.000 евра да се isfinansira, а кои родители може тоа да го isfinansират. Не е само да го isfinansират, него треба да има и човекот желба за таква работа.